Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Активистите за заштита на животните утре на протест пред владата. Пчелите не се домашни животни за да се прихрануваат. Охрид Water Festival во август во Охрид. Дејан Ангеловски се подготвува за нови успеси во планинско трчање. Од утре започнува втората исплата на финансиска поддршка за пензионерите кои примаат пензија до 14.000 денари. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо, со измерена дневна температура само 6 степени Целзиусови. Попладне намалување на облачноста, а во текот на ноќта кон петок ведро со локална облачност и студено со дополнителен пад на температурите. Утре на северозападна, северна, североисточна и централна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, снег со засилен ветар, локални врнежи од дожд на Балканот. Во останатите делови од Европа стабилно со сончеви периоди. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров во петок времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. На истокот полуостровот облачно, а во останатите делови од Балканот сончево со локална облачност. Максималните дневни температури утре на полуостровот од 6 до 12 степени Целзиусови. Во Македонија во петок студено утро со умерен мраз и утрински температури во интервал од -5 до +3 степени. Во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и свежо време, а попладне и вечерта ќе дува и до умерен југозападен ветар. Максималните дневни температури утре во Македонија од 4 до 12 степени. Во Охрид утре времето претежно сончево со локална облачност и свежо, минималната -1, дневната до 8 степени. Во сабота умерена облачност со сончеви периоди и студено време со минимална температура од 2 степени, а дневните до 6 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност и топло, минималната -1, дневната 7, а во понеделник умерено облачно со сончеви периоди и дневна температура од 7 степени. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Активистите за заштита на правата на животните утре на протест пред владата. Закони за заштита на животните во земјава има, но тие не се спроведуваат. После масакрот на десетина кучиња во Струга, активистите бараат надлежните институции да преземат итни мерки за хуман третман на уличните кучиња. Пратениците од Струга пак велат, власта нема волја да го реши проблемот кој се провлекува со години. Закон за заштита и благосостојба на животните во земјава има, но тој не се спроведува. Бездомните кучиња секојдневно се изложени на нехуман третман. Тепање, убивање, труење, малтретирање на уличните животни е секојдневие. Активистите обвинуваат, надлежните институции не преземаат ништо. Итно мора да се реши овој проблем, состојбата е алармантна и итно мора да се реши проблемот со уличните кучиња. Ние кои што сме љубители, кои што сме активисти, кои што спаѓаме во здруженијата за заштита на животните, апсолутно не оправдуваме да има чопори и глутници на кучиња, туку ние сме да се тргнат кучињата и институциите да го решат проблемот. Од друга страна, стружани секојдневно мака мачат со агресивните бездомни кучиња кои секојдневно напаѓаат. Струшкиот пратеник Аџиоски, кој поднесе амандман за изградба на соодветно прифатилиште, вели власта нема волја да го реши проблемот. И изградбата на ова прифатилиште ќе го решише трајно овој проблем со кучињата скитници, а понатака секако ова прифатилиште можеше и да прерасне во еден регионален стационар за згрижување на улични кучиња, каде што и околните општини ќе ги носеа или ќе се справеа на тој начин со уличните кучиња. Активистите се децидни. Надлежните мора да преземат итни мерки пред да се случи некој нов масакр, како оној пред 2 денови, кога со пушка беа убиени десетина кучиња во Струга. Тие за утре најавуваат масовен протест пред влада. Пчелите да не се третираат како домашни животни со прихранување. Со посветена работа на пчеларите нема да се одразат негативните влијанија од глобалните климатски промени врз обстанокот и приносите на пчелните друштва. Едуцираните пчелари ќе го спречат уништувањето на пчелните семејства, вели Ицко Китанчев, пчелар со долгогодишно искуство. Обстанокот на пчелните семејства најмногу зависат од пчеларот. Пчелите ќе ги преживеат глобалните временски промени и болести само ако пчеларите правилно се грижат за нив, појаснува Ицко Китанчев, долгогодишен пчелар и член на Охридското здружение на пчелари. Основна грешка се случува ако во месец август пчеларите не остават доволно храна во кошниците за да имаат здрави пчелни семејства и здрава матица, за да ги преживеат температурните промени, вели Китанчев. Прихраните од шеќерни сирупи оставаат последици врз пчелите, стануваат неотпорни на болести, подложни се на секакви влијанија и животот им е многу пократок, појаснува искусниот пчелар. Пчелата домашно животно не е. Ако е кај нас, пчелите си одат по својот пат, самиот пчелар треба да се адаптират према самата пчела, према незините потреби, да не пробат некои работи кои што не се природни, бидејќи треба да видиме како самата пчела живее во самата природа. Значи, пчеларот не е потребен на пчелата да преземи во самата природа, бидејќи таа е инсект кој што собира храна, го складират и во услови години кога нема доволно храна за да имат резерви на храна. Само добро едуцираниот пчелар знае како да постапи да ги зачува пчелните семејства. Досегашното искуство на Китанчев со охридските колеги не оди во прилог кон тоа тврдење. Мислам, недоволно, како се во денешно време, главните информации се земат од интернет. Интернетот е добар, ама треба да се врши проверка на информациите од интернет, бидејќи пишуваат секој се и се што, така што друго е кога ќе земиш книга кај што имат автор, кај што имат рецензент, во тие случаи ги имаме вистинските работи. Во денешно време, значи, самите пчелари многу малку читаат и ги пратат тие работи и одат по интернетот, што е, мислам, недостаток некој.
Охридското здружение на пчелари брои 150 членови, од нив само 50 на пчелари се активни во здружението и учествуваат во размена на знаења и искуства. Многу млади пчелари влегува во одгледување на пчели, мислејќи на брза заработка, без при тоа да ги земат во предвид знаењето и искуствата, вели пчеларот Ицко Китанчев. Голема промотивно спортска манифестација Охрид Water Festival од 18 до 27 август во Охрид. На фестивалот планирано е да бидат организирани 40 настани кои значително ќе придонесат за промоција на водените спортови, уникатноста на Охридското езеро и туристичките потенцијали со кои изобилува нашиот град, велат организаторите. Се подготвува голема промотивно спортска манифестација Охрид Water Festival. Денеска беше одржан првиот официјален состанок на кој беа презентирани детаљи околу подготовката и организацијата на големата промотивно спортска манифестација која ќе се одржува во Охрид од 18 до 27 август со поддршка на локалната самоуправа. На состанокот присуствуваа градоначалникот Кирил Пецаков, представници на Сдруженијето за промоција и развој на водените спортови, Фестивал на водени спортови, представници на клубовите за водени спортови од Охрид, представници на Хидробиолошки завод, представници од туристичкиот сектор, од Оделението за спорт при општина Охрид и останати субјекти кои сте вклучени во организацијата. Беше разговарано за сите спортско-рекреативни настани кои ќе бидат дел од официјалната програма, како и за сите социјално-едукативни содржини кои ќе бидат пропратен дел на фестивалот. На состанокот беше презентирано и официјалното лого на Охрид Water Festival со автентични детаљи кои се дел од главната символика на Охрид. Според планираното, на фестивалот ќе бидат организирани 40 настани кои значително ќе придонесат за промоција на водените спортови, уникатноста на Охридското езеро и туристичките потенцијали со кои изобилува нашиот град. Манифестацијата има за цел да го подигне нивото на промоција на Охрид како атрактивна дестинација за алтернативен туризам, да ја збогати туристичката понуда за гостите и да го зголеми бројот на туристички посети. На состанокот беше заклучено дека преку заедничка и посветена работа ќе се овозможи организирање на манифестација за паметење која ќе биде гордост за охриѓани и манифестација која ќе може да прерасне во традиција, која ќе биде препознатлива за Охрид. Дејан Ангеловски, охриѓанецот кој ги руши своите резултати и поставува нови рекорди во планинско трчање, не мирува ниту во зимскиот период. Со десетина тренинзи неделно со минимум 16 километри на ден, се подготвува за Балканското првенство кој ќе се одржи во Никшиќ, Црна Гора. Со минимум 16 километри секојдневен тренинг во трчање до планински шампионски височини. За охриѓанецот Дејан Ангеловски зимскиот период не представува пречка во остварување на својата цел, а тоа е подобрување на својот пласман на државно ниво и освојување балкански и европски првенства во трчање на планина. Со десетина балансирани тренинзи неделно, искачувајќи ја галичица, ја одржува кондицијата и свежиот фокус за идните надпреварувања. Зимскиот период немам паузи. Тренингов ми е распределен во општо во волумен и интензитет, ама зимно време имам само волумен. Моја главна трка, што сега сум најфокусиран е Балканското првенство од Црна Гора во Никшиќ. Прво треба да победам на државното првенство, за да се квалифицирам за таму. А ако имам, целта ми е да бидам во првите три или најнескромно да бидам прв на Балканско првенство. Сметам дека можам и дека ја имам подготвеноста за тоа. Дејан започнал како атлетичар, но во 2018 година учествувал на планинска трка на која прикажал солидни резултати. Кај него тоа создало интерес и жар за надпреварување во планинските конкуренции. 2022-та пак била доста продуктивна за него. Победил на државно првенство во планинско трчање, учествувал во Skyrunning во Андора, Skyrace во Монтероса, исто така на Балканско планинско првенство во Романија, на светско првенство во Skyrunning во Италија. Дејан ги руши своите резултати и поставува нови рекорди како што е рекордот на патеката Тито врв Skyrace. Тито врв ми е онака најтрка што се посветва максимум во тренинзиве и прва година истрчав 2:59. Прва трка никогаш не бев на толку голема висина, па понатаму истрчав 2:39 со рекорд на патеката следната година, 2020. 2021 истрчав 2:19, исто рекорд на патеката и
многу подобрено време од претходното скоро 20 минути. 2022 беше скратена патеката пошто беше многу лошо време. Треба да се вложува и да се работи повеќе на афирмација на спортот, вели Ангеловски. Со цел доближување на спортот до помладите, периодов тој започна со прикачување на видеосодржини од неговите тренинзи во кои го представува своето патешествие низ планините и смета дека со тоа ќе допринесе во промоција на здрави спортски навики кај сите генерации. Утре на сметките на пензионерите кои примаат пензии до 14.000 денари ќе легне втората исплата на финансиската подршка од вкупно планираните 4 исплати, најави денес премиерот Димитар Ковачевски. Ова не е единствена финансиска подршка за пензионерите предвидена со антикризните мерки. Финансиска помош во вкупна вредност од 3.000 денари добија 330.000 пензионери за месеците март, април и мај во 2022 година. Пензионерите во 2023 година влегува со повисоки пензии за околу 10%. Ова е историско покачување на пензиите и тоа за период од само една година. Следува ново усогласување на пензиите за 2 месеци во оваа нова 2023 година во месец март според трошоците за живот и порастот на просечната плата. Зоран Анчевски е добитник на наградата Григор Прличев под шифрата Джамбас за поемата Конјски житија, соопшти Центарот за култура Григор Прличев од Охрид. На конкурсот за најдобра поема биле пристигнати 11 трудови и комисијата ја прогласи токму поемата Конјски житија како најдобра. Анчевски е поет, универзитетски професор, преведувач и есеист. Избори од неговата поезија се преведени и објавени на над 20 јазици во бројни значајни странски списанија и антологии. Член е на Друштвото на писатели на Македонија. Живее и работи во Скопје. Наградата на Анчевски ќе му биде врачена на годинешната манифестација Прличеви беседи, која ќе се одржи на почетокот од февруари. Во продолжение вестите од светот. Посредувањето во воспоставување безбедна зона околу нуклеарната централа Запорожје во Украина станува се потешко поради мешањето на војската во преговорите, изјави шефот на Агенцијата за нуклеарен мониторинг на Обединетите нации. Во март руските сили ја зазедува најголемата нуклеарна централа во Европа Запорожје, а главниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија МАЕ, Рафаел Гроси, кој претходно изјави дека се надева дека ќе постигне договор за заштита на централата пред крајот на минатата година, рече дека преговорите со Киев и Москва станале покомплицирани бидејќи во нив не се вклучени не само дипломати, туку и воени офицери. Шефот на МАЕ рече дека планира да се врати во Украина следната недела за да се сретне со председателот Володомир Зеленски и други високи украински представници и се надева дека подоцна ќе отпатува за Москва. Москва и Киев меѓусебно се обвинуваат за гранатирање на нуклеарната централа. Си играат со оган. Нуклеарна несреќа не е во интерес на никого, па дури ни на русите, изјави Гроси. Кинеските граѓани планираа предстојните празници да ги поминат во своите родни места со постарите членови на нивните семејства, сепак се чини дека нивните планови би можеле да пропаднат бидејќи Светската здравствена организација предупредува дека тоа може повторно да разгори пандемијата. Кинеските новогодишни празници кои официјално започнуваат на 21 јануари доаѓаат месец откако Кина го укина строгиот режим на масовно заклучување што предизвика широко незадоволство и историски протести. Според Кинеското министерство за транспорт се очекува повеќе од 2 милиарди луѓе да патуваат за време на лунарната нова година, која започна на 7 јануари и трае 40 дена. СЗО и странските влади ја критикуваа Кина дека е нечесна во однос на обемот и сериозноста на епидемијата, што поттикна неколку земји да наметнат ограничувања за кинеските патници. Во Сплит, утро во околу 2 часот и 40 минути се случил голем пожар кој избувнал во магазин за автомобилски гуми во местноста Думјовача. Пожарот избувнал во магазин на раскрсница на улиците Солинска и Пута Мостина, познат како Дујмовач. На терен се 30 пожарникари со 10 возила на Сплит, Солин и Врањич. Сепак причината за пожарот се уште не е познато, а се најавува спроведување на истрага. Се претпоставува дека материјалната штета е голема. Кинеската полиција уапси маж кој со свој автомобил влета во пешачка зона во текот на вчерашниот ден, при што уби 5 лица, повреди 13. Инцидентот предизвика гнев во јавноста, при што многумина го обвинуваат човекот дека намерно ги прегазил луѓето. Како што додаваат медиумите, на видеата објавени на социјалните мрежи со вознемирувачка содржина се гледа како возачот излегува од автомобилот и фрла пари во воздух по трагедијата. Инцидентот се случил во средата за време на вечерниот шпиц на голема
голема раскрсница во јужниот град со 19 милиони жители. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.